Во текот на минатата недела се пријавени 26 заболени од грип или слични состојби на грип. Меѓутоа, тоа е лесно зголемување во однос на минатата недела. Претходната недела 11 случаи, така да очекуваме во наредниот период, особено во месеците јануар и февруар, најголема активност на вирусот на грип. Значително е значајно е она дека ние ја следиме состојбата преку групно неделно пријавување и од страна на матичните лекари, како и од страна на инфективното оделение и детското оделение, кои што ни се најчести, оние кои ни ги пријавуваат овие податоци, ги собираме од нив. Од овие бројки засега која возрастна група доминира? Најзастапена е она возрастна група од 25 до 64 години, така да тоа е најона застапена возрастна група. Понатамо очекуваме дека тоа и ќе се менува, особено децата кога ќе во периодот од после зимскиот распуст, што очекуваме и најголем број на таа возрастна група ученици да ни се јавуваат. Докторка, зашто некои поминуваат со потешки симптоми, некои со полесни? Во зависност од состојбата на самиот организам, меѓутоа имаме, како што знаете, и пациенти кои што се вакцинираат и знаеме дека вакцинацијата представува најдобра заштита од грипот. За таа цел и Центарот за јавно здравје и оваа година има вакцинирано досега 2800 лица, кои што представува најголем број од досега дадени вакцини. Навистина голем интерес на лицата, оние категории кои што се под ризик, особено тоа се лицата над 65 години, лицата со хронични заболувања, така да интересот се уште е голем, се пријавуваат лицата и очекуваме дека, доколку има интерес, ќе добиеме и дополнителни количини на вакцини. Во текот на денешниот и утрешниот ден исто така има закажани пациенти. Во утрешниот ден очекуваме да пристигнат и комерцијалните вакцини, кои што ќе бидат наменети за оние лица кои не ги опфаќаат овие категории. 2800 мислам дека. Да, 2800 вакцини само на подрачје на Куманово, додека на општина Крива Паланка и Кратово таму имаат исто така добиено дополнителни количини на вакцини, исто така и таму одзивот е голем. Има ли ковид, докторка? Се тестираат луѓето од ковид, бидејќи еве кај нас ситуација реакции дека вирусите се многу појаки и се сомнева дека има некој вид на ковид? Во текот на овие недели немаме случаи на пријавени на SARS-CoV-2, значи во нашата лабораторија, меѓутоа тоа е можеби некоја слична состојба, значи како на ковид или од риновируси, од други респираторни вируси, меѓутоа званично пријава на ковид немаме пристигнато од центарот.